Се менува ли ликот на општина Валандово? Колку општината е во сервис, вистински сервис на граѓаните на ова општина? Подеднакво ли се развива градот Валандово и населените места? Кои се оние проекти кои што се од витално значење за побогата општина, локален економски развој и подобар живот на жителите од ова локална самоуправа? Ова се темите за кои што ќе разговараме во наредниве минути со првиот човек на општина Валандово, господинот Pero Костадинов. Градоначалниче, добро вечер, добре дојдовте во емисијата Визави на програмата на Канал Вис. Добро вечер, ги поздравувам сите гледачи на ТВ Канал Вис и благодарам на поканата. Така е, во својот уводен дел реков дека се менува ли ликот на општина Валандово. Вие сте веќе втора година, ако не се лажем, и го одработувате вашиот мандат. Но на самиот старт би сакал да ве прашам дали во овие 2 години го сработивте она што го планираше Костадинов од својата изборна програма или можеше нешто повеќе? Па вака, сметам дека сме на прав пат и генерално, значи она што го имавме, односно го има во изборната програма, го реализираме. Остануваат уште некои покрупни работи за кои што ни требаше повеќе временски период, но истите ќе ги реализираме наредните 2 години. Значи, без малку 2 години сум на функцијата градоначалник и се обидуваме во секој еден можен контекст, општествено-политички, да ја промениме, како да кажам, да го промениме амбиентот, пред се општествено-стопанскиот амбиент во Валандово и пред се на граѓаните да им го понудиме и да им го дадеме она за што сме избрани, а тоа се подобрување на основните инфраструктурни услови и услуги. Еве во апсолутни бројки можеме да кажеме дека имаме инвестиции во овие 2 години во како капитални расходи, нешто што општината во просек имала во 6-7 години во минатото, така да динамиката е одлична и со така се трудиме, како што рековте, нели, и вие, односно го поставивте како прашање во уводот, да не биде тоа лоцирано, односно да не се направи монопол само во едно населено место или само во градот, туку најрамномерно да бидат распределени инвестициите. Општина Валандово е една од како да кажам, нетипичните општини во државата, од проста причина што градот Валандово е овде, но има и околу 20 на села кои што се прилично живи, прилично големи, каде што се одвива дневниот живот и каде што граѓаните едноставно мора да ги добијат најнеопходните услови и услуги. Пред да бидете градоначалник, бевте советник. Поставив прашање, дали и на самиот уводен дел го променивте ли ликот на општина Валандово онака како што сакаше пред да стане градоначалник Костадинов? Или поставени се контурите да се оди кон? Па сметам дека поставуваме контури, бидејќи не можеме во толку краток период ние да го направиме тоа како што во нашите најдобри соништа сме замислили дека треба да изгледа, но ги поставуваме контурите, работиме според план, дел по дел, онаму каде што сметаме дека треба да дадеме предност, даваме. Знаете дека општина Валандово пред извесен период, значи не во некоја далечна иднина, можеше целосно да го има променето својот тек и од една земјоделска општина, зашто општината и целиот овој регион имаше и има се уште компаративна предност да биде напуштено и да се насочиме кон некои други индустрии, така да јас во моментот можам да кажам дека освен што може би ете и на крилјата на тој еден процес на затварањето на рударскиот комплекс Казандол добивме огромна поддршка, значи тоа прашање го решивме, но исто така го, како да кажам, забетониравме и она што значи основен предуслов за развој на Валандово, тоа е поддршката кон земјоделското производство и кон заштитата на животната средина. Во моментот во Валандово се имплементира, односно се реализира најголемата капитална инвестиција во историјата на Валандово од околу 26 милиони евра. Тоа е реализацијата на системот за наводнување Јужен Вардар, втора фаза од Удово до
на местноста викана Страиште, треба да следува и трета фаза, еден проект на владата на Република Северна Македонија заедно со ресорното министерство и со средства од германската КФ банка. Така е. Рековме дека обично градоначалниците излегуваат со една изборна програма и едноставно ги добиваат врз база на таа изборна програма гласовите и довербата од граѓаните. Оно што сакам да ве прашам, градоначалник, во овие 2 години, освен изборната програма, колку сте флексибилни да го слушнате и гласот на граѓаните, потребите на граѓаните? Едно е изборна програма која што се создава во партиската кујна, но дали во овие 2 години го слушате и гласот на граѓаните, па го инкорпорирате во локалните политики? Се трудам секогаш и секаде да биде тоа така, бидејќи колку и да изгледаат добро изборните програми, тие се сплет од повеќе околности и контексти. Во општина Валандово јас сум градоначалник на сите граѓани и додека сум јас на таа функција, никогаш нема да правам поделба по ниту еден основ, било да е тоа партиски, било да е тоа религиски, етнички или од било каква природа, се за што граѓаните покажуваат интерес или едноставно каде што мнозинството граѓани застапува одредена идеја, ќе бидам на нивната страна. Така, рековте дека последниве 2 години значително е зголемен капиталните расходи, но се мисли на капиталните инвестиции во однос на претходните 5-6 години. Како доаѓате до средства? А претходно ги немало тие средства? Па вака, општина Валандово изминатите 2 години доби навистина многу голема поддршка и од централната власт, но исто така и од другите извори на финансирање, како што се прекогранична соработка, европските фондови, поддршка од Светска банка, од проектните единици во министерствата, од меѓународните финансиски институции. Ние бевме свесни дека како локална самоуправа мора да направиме повеќе проекти, односно повеќе техничка документација. Уште на стартот, кога станав градоначалник, се фокусиравме на тоа да изработиме она што е круцијално за општината како техничка документација и да бараме финансиски средства. Општина Валандово едноставно во моментот има исто така и за многу други проекти техничка документација, бидејќи на тоа дадовме предност и во моментот за реализација на истата бараме средства и ете на наша среќа во најголем дел добиваме. Така да сметам дека круцијалното е тоа што работиме според план, не чекаме нешто да ни падне од небо, туку едноставно се бориме за секој еден денар и на граѓаните да стигне до буџетот на општина Валандово и потоа да можеме тоа да го распределуваме. Ова теза можеби ќе ја слушнеме од другите градоначалници, но зошто токму од централната власт се инвестира во Валандово? Во централната власт се инвестира секаде. Мислам, не е тоа, јас сега да зборувам дневно политички, но едноставно каде и да се движите во моментот во државата, гледате дека се случуваат големи капитални инвестиции и во патишта и во секаква друга можна инфраструктура и едноставно средствата се наменуваат за оние работи кои што се неопходни за граѓаните, а не на пример за нешто кое што треба да биде терцијално, дури можеби многу подалеку од тоа што е потреба на граѓаните, како споменици или жални врви. Апсолутно. Така да, мислам дека владата помага на секаде. Се надевам дека наредниот период со отпочнувањето на преговорите тие средства со Европската унија ќе бидат многу поголеми и конечно ова мало парче земја ќе успееме целосно инфраструктурно да го направиме да изгледа солидно и на тој начин да покажеме дека сме патриоти. Патриоти не сме кога плачеме на некоја свадба на македонско девојче, туку патриоти сме кога во самата држава, каде што сме едноставно неизини граѓани, ќе покажеме љубов и ќе покажеме грижа кон државата. Ова намерно го постави, вие рековте за среќа.
Тоа сакав да прашам, сигурно предпоставам дека имате квалитетни проекти за кои што барате средства пред централните органи и оние меѓународни. Иако ме прашате сега дали сум задоволен, јас ќе ви речам дека и не сум задоволен од средствата кои што ни се доделени, затоа што имаме уште многу проекти кои што чекаат на реализација, за кои што бараме финансиски средства. Општина Валандово е мала општина со сопствениот буџет, значи со средствата од сопствени приходи кои што се во буџетот, не едноставно не можеме да реализираме ниту, како да кажам, средни проекти, а не па големи проекти. Значи ние со тие средства можеме да реализираме паркови, некои помали зафати, но големите инвестициони потфати, а реков дека општина Валандово е прилично општина која што има многу населени места покрај градот Валандово кои што се живи, мораме да бараме на таков начин средства. Значи, упорност пред се за база на добивање средства на квалитетните проекти. И посветеност. Апсолутно. Добро, да се вратим сега ова 2019 година, остануваат уште неколку месеци од ова 2019. Рековме дека буџетот е мошне скромен, вашите средства колку што ги имате се најголемиот дел можеби или половина дел одат за плати на доместоци. За тековни расходи. Ете така. Колкава е реализацијата? Задоволни ли сте од реализацијата на сопствениот буџет? Приливот ве исполнува ли од тоа што како... Па не ме исполнува, мислам дека приливот може да биде многу поголем, но ете, морам да го споменам сега тоа. Изминатиот период го донесовме урбанистичкиот план за населеното место Јосифово. Општина Валандово си ги презаде ингеренциите за управување со градежното земјиште од Министерството за транспорт и врски. Наредниот период до крајот на годината ќе управуваме со тие работи, така да се надевам дека голем дел од приходната страна на буџетот ќе биде подобрена, ќе ставиме на аукција парцели кои што едноставно ќе ги користат граѓаните, кои што ќе може да ги добијат, така да очекувам, поради сите тие работи и подобрување на приходната страна. Едноставно, имаме проблем со планот генерален на градот Валандово. Мислам, имавме овие 2 години. Се наоѓаме во една фаза која што ми дава за право да бидам оптимист, да сметам дека и тоа ќе го завршиме брзо и дека со носењето на урбанистичките планови во голема мера ќе подобриме и приходната страна, односно приливите во буџетот од сопствени извори. Така, претпоставуваме на продажба на парцели кои што ќе бидат за и на парцели, и на објекти, така и апсолутно се изградбата на овие стопанскиви објекти или пак нестопански објекти доаѓа и оној данок од имот. Но и покрај се градоначалниче, кај вас премногу се движат работите. Еве, сите оние кои што ве следат по социјалните мрежи може слободно да констатират дека постојано нешто се гради, постојано нешто се најавувате дека се работи на терен. И сега од ова точка од вечера би сакал да ми кажете или пак да наброите неколку реализирани проекти кои што сметате дека се од значење на жителите од општина Валандово, ова и од каде ги црпите средствата? Ова го поставам бидејќи велат мала општина, а многу се инвестира. И многу прашуваат од каде пари на Костадинов, односно на општина Валандово. Океј. Сметам дека сега да ти набројувам проекти кои што е реализирано. Па тоа се во суштина многу проекти, поголеми и помали. Изминатата година ја реализиравме целосно реконструкцијата на булеварот Првомајска. Сега имаме уште една јавна набавка која што во моментот тече за одредени финеси кои што треба да ги доработиме таму, уредување на тротоари, на дворни места кои што треба на целиот булевар да му дадат дополнителна целина и од наредната година се селиме на централното градско подрачје и ќе започнеме со уредување таму. Изградена е детска градинка во населеното место Брајковци, кој што треба цел Бојмиски реон да го обслужи. На полето, значи, на детската заштита во моментот се случува реконструкција на централната детска градинка Калинка во Валандово преку проект за прекогранична соработка со Република Грција, каде што ние како локална самоуправа сме лидери
во проектот. Преку Министерството за труд и социјална политика добивме уште еден грант, тоа е за изградба на нова детска градинка во населеното место Јосифово. Наредниот период треба да започнат и таму изведбените работи. Од реализираните проекти направивме ново училиште во населеното место Казандол. Ја обезбедивме основната инфраструктура на индустријската зона во Јосифово. И вака сега доколку ги треба да ги набројувам, сигурно нешто и би Тоа се, извинете, градоначалник, тоа се проекти кои што се доста замашни за буџетот на општина Валандово. Дефинитивно, спомнувајќи ја тука градинката во Мојбискиот регион, реконструкцијата на Калинка, па добро, нова пак се градинка во Јосифово. Еве вака, училиштето во Казандол е изградено со поддршка од турската владина агенција ТИКА. Реконструкцијата на булеварот Првомајска е извршена преку проектната единица во Министерството за финансии, преку средства обезбедени од ИПА фондовите, трансферирани и администрирани преку правилата на Светска банка. Што значи вие не чекате само од централната власт? Па тоа ви го реков уште на старт, дека ние едноставно свативме на почетокот дека мораме да имаме проекти и со тие проекти да бараме финансии. Инаку ние како локална самоуправа со нашиот буџет не би можеле да завршиме многу од овие работи. Со ова сакате да кажете дека отфрлувате теза дека сте миленик на владата, односно на премиерот Заев? Па, се види. Секој како сака нека ги перцепира работите, јас сметам дека само со работа и со посветеност можеме на кој начин премиерот Заев, ете така ако ги поставиме работите, би ми дал средства. Јас го пренесувам само градоначалникот тоа, сигурно и вие сте го слушнале, бидејќи на кој начин би ми биле трансферирани средства или одобрен некаков проект ако ние немаме проектна документација. Да. Го спомнате Бојмискиот регион, еден од ретките градоначалници кој што се посвети на овие канализациони системи. Во моментот се работи на изведбата на канализациониот систем втора фаза. Изработивме патеката. За прв патеката Брајковци Балинци треба да продолжи наредниот период и до Марвинци. За прв пат ставивме асфалт во населеното место Марвинци, значи со години заборавено. Наредниот период продолжуваме со асфалтирање и нудење на основната инфраструктура и подобрување на основните инфраструктурни услови во Бојмискиот район. Изминатиот период пред се со отварањето на новиот автопат, тој станува еден од најфреквентните делови од нашата општина. Знаеш дека се користи многу повеќе, претходно беше регионалниот пат Удово-Валандово, сега едноставно ова регионална делница, така да сакам да ги подобриме значајно условите таму, бидејќи од таму граѓаните го црпат првиот впечаток за Валандово. Имаме многу проблеми, многу диви депонии, многу, како да кажам, и инфраструктурни и комунални проблеми таму, но едноставно со план посветено планираме да ги затвориме и да направиме урбани средини во бојмиските населени места. Мене дури и ми реагираат дека голем дел од инвестициите се наменети таму, но нека бидам обвинет, можеби ми се слабост, но едноставно сметам дека во моментот тоа се населените места во општина Валандово кои што треба најмногу да ги развиваме и од, како да кажам, праведни и правични причини, а тоа е што со години беа заборавени и поради отварањето на новиот автопат кој што ги прават тие населени места многу пофреквентни. А Удово од каде што доаѓате? Не ви замерат жителите таму бидејќи? Во моментот во населеното место Удово се работи на реализацијата на парк и плоштад од сопствени средства целосно, околу 3,5 милиони денари, а наредниот период ќе започне реализацијата и на улица изградба на улица која што ја добивме како грант од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, некаде околу километар и 300 метри, која што едноставно, јас милувам да кажам дека тоа е проект на иднината во Удово, бидејќи едноставно инфраструктурно и урбанистички ќе му овозможиме на населеното место да се шири и да дише. Премногу проекти, градоначалниче, и сега ако направиме еден пресек, каква е финансиската кондиција на општина Валандово?
Па сметам дека буџетот е, како да кажам, во солидна кондиција. Немаме за сега проблеми. Се надевам дека така Долгови? да, се надевам дека така ќе остане и во иднина. Тековна, значи некои работи кои што ги решаваме и менаџираме. Сепак знаете дека општина Валандово работи доста проекти прекогранични, значи и со Бугарија и со Грција. Голем дел од нашите собствени средства ги заложуваме, нели, за да знаете, таму оди најпрво плаќање со собствени средства, а потоа чекаме поврат на тие средства и голем дел од го чекаме повратот на тие средства. Ја би сакал тоа да оди побрзо, но генерално немаме проблеми. Добро, ова се проекти кои што би рекол можеби заради агилноста на Перо Костадинов по социјалните мрежи речи се сите ги има слушнато и видено што преку фотографии, што преку текст. Има уште многу проекти, јас сметам дека во моментот што се реализира уредувањето туристичко преку Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на манастирот Свети Ѓорги, исто така еден многу значаен проект пред се за валандовчани. Општината направи нова индустријска област, се обидуваме значи да го подобриме и тој стопански амбиент, но ете таму ќе ни треба најголема поддршка од владата, тоа е една сериозна инвестиција. Мислите кон инвестирање на капацитети во овие индустријски зони, го спомнавте и Јосифово и претпоставам ова Така е, и уште една нова индустријска област, но на Валандово, на општина Валандово и треба една сериозна инвестиција, голема, за да успее да го абсорбира целиот тој работно способен потенцијал и да се во Валандово најголемиот проблем е економијата. Претпоставам, како и впрочем во сите останати општини. Значи, круцијално е, бидејќи многу од населението се занимава со земјоделие, да имаме, нели, помош кон производителите на земјоделски производи, но исто така, ете ќе повторам уште еднаш, е многу битна една сериозна инвестиција да биде лоцирана на наша територија. Мислите на конзервно-преработувачки капацитет во кој поглед? Во останатите области го спомнавме агрокомплексот, претпоставам. Не. Значи зборувам за инвестиција со Кој што ќе висока додадена вредност. Така, Инаку ние имаме такви компании, дури со истите се соочуваат и со недостиг на работна сила, туку ни треба, значи, да разбирам во кој инвестиција со висока додадена вредност и со голем акцелератор. Така. Добро, реков, ме прекинавте дека овие се проекти кои што честопати имаме може да видиме и да прочитаме, но еве сега ако можете да ни откриете на што како техничка документација, како проекти, она што како планови го имате во иднина, дали преку гранични фондови, на што акцент ќе дадете во наредниот период? Со оглед дека овие паралелно нели Апсолутно на генералниот план урбанистички во Валандово, тоа не е многу битен за да успееме да го промениме инфраструктура на ликот на Валандово, посебно на централното градско подрачје. Сите знаете за една зграда која што има во Валандово, која што едноставно мораме со носењето на планот да ја ставиме во функција. Проектите со кои што се занимаваме, ќе се занимаваме наредниот период се многу, како да кажам, големи и не би ги откривал уште сега. Добро, граѓаните мора да ве фатат за збор. Заради тоа што јас секогаш го објавувам тоа што сум сигурен дека ќе се реализира, инаку имаме готова документација за канализациони системи, подготвуваме за водоводни системи, например во населеното место Калково, канализационен систем во населеното место Раброво. Во суштина, се уште се занимаваме со основната инфраструктура, бидејќи таа не било со години донесена. Апсолутно. И мене ми е многу жал, например, ние ќе објавиме инвестиција, например, во населено место Брајковци, 10 населени места, ние сме заборавени. Јас сакам секаде да се работи во исто време во моментот, но ете и за тие средства, како што дискутиравме поголемиот дел од вечерва, ги обезбедуваме со многу мака и пред се и временски доста трошиме потенцијал додека да дојдеме до тие средства. Но ако не било со години
сето тоа завршено. Како да ви кажам, за 2 години ние мислам дека го влечеме максимумот и се трудиме колку што можеме повеќе. Јас не дека треба да се фалиме ние со тоа, но навистина и јас и мојот тим работиме мако трпно за да ги реализираме овие проекти и се што е во интерес на градоначалниче, на очекувањата на граѓаните се секогаш големи. големи. Е тоа, но ете апелирам, мислам се надевам дека граѓаните го чувствуваат тоа дека работиме и искрено и посветено и дека се трудиме, бидејќи можевме да не се занимаваме со сите овие работи, така ли? Да. Апсолутно, и да не се реализираат и проекти. И да кажеме немаме пари и тоа е тоа. Добро, Јас сум поборник дека секогаш треба да се направи ризик и треба да се преземе првиот чекор. Ако ве прашам на кој проект сте посебно горд, Костадинов што ќе ми одговори? На многу проекти сум горд. На многу. Ете, конкретно вие се занимававте најмногу со таа тема, решавањето на проблемот со градските гробишта во Валандово. Со години се дури не веруваа дека можеме толку брзо да го направиме. Со последните одлуки на последната седница на Совет се затворија старите градски гробишта, се отворија новите градски гробишта. Не дека сум јас нешто, но зборувам за решавање на круцијални проблеми, градењето на детски градинки, пружањето на основната детска заштита. Сега наредниот период сакам по училиштата да ги подобриме условите. Имаме исто така ние многу подрачни. Во поглед повторно што значи инвестиционо во училишните згради или пак еве како што е во Струмица набавка на училишен прибор, набавка на училишни униформи, не знам. Ние набавивме за прв пат, мислам за прв пат, се случувало тоа и претходно, се извинувам. Униформи за првооделенците. Малку бевме и неспремни и недобро го вкалкулиравме тоа изминатата година во буџетот, така да се надевам дека за следната година ќе успееме тоа целосно така да го покриеме со сите ученици. За инвестициите во училиштата зборувам дека ние како локална самоуправа, односно како општина, имаме 3 училишта, но доста и подрачни училишта, поради тоа што зборувавме дека станува збор за повеќе населени места, и во некои од училиштата сум стварно незадоволен од инфраструктурата внатрешно и од интериерот, и затоа пред Министерството за образование или пак проекти пред меѓународни фондови. Апсолутно. Во ред, ако те прашав кој и со сопствени средства, е тоа да го потенцирам канализацијата во Бојмискиот район, втора фаза. Ја работиме со сопствени средства. Исклучиво. Паркот и площадот во Удово го работиме со сопствени средства, исклучиво. Значи дека Валандово нема обезбедувањето на основната инфраструктура во индустријската зона Јосифова е завршена со сопствени средства, 6,5 милиони. Па добро, градоначелник, тоа значи дека по ова што го зборите, дека и буџетот на Валандово... Да се надевам дека добро ги менаџираме буџетските средства на граѓаните и тие заслужуваат. Бидејќи знаеме, една канализација е доста замашна инвестиција која што бара многу средства. Па јас, како да ви кажам, со речиси година и пол ја аплициравме на секаде таа канализација и едноставно времето течеше, чувствував дека граѓаните и кога ќе направиме нешто друго во тие населени места, велат се што ќе направите џабе ако ние немаме канализација. И затоа не можевме повеќе да чекаме и ја правиме од сопствени средства. Не ви се лути останатите населени места? Не ја знам сега како ви е Удово, дали има канализација или има. Во Ретеш. Што ми има тоа? Ако ве прашам, но има доста населени места кои што немаат, кои што се помали населени места, кои што се населени места кај што живее претежно турска популација, кои што немаат. Основна инфраструктура немаат. И како да не работиме таму инфраструктура? Сите се исти, сите сме исти. Рековте дека работите на водоводи. Значи ли тоа дека во Валандово се уште нема во некои населени места организиран систем за Апсолутно дека значи. Во 21 век? Апсолутно да. Стават акцент? Па ете, гледате. Зашто жали градоначалникот Костадинов, кој што сметал дека можел во овие 2 години да го направи, а некако не успел, немал средства, го одбиле како проект? Ако рековме на кој проект сте посебно горди, рековте многу, но она што вака сте сакале, ама од субјективни причини не сте успеале да го реализирате. Има ли такво нешто ако што граѓаните го очекуваат од Костадинов?
Па сигурно дека има се, во моментот не можам да издвојам нешто такво. Сигурно многу, еве, од проектите можевме, нели, и подобро да ги реализираме, но поради тоа што мораше, баш поради финансиските причини, да ги цепкаме во фази, да ги реализираме во фази, дел од работите да ги, како да кажам, да ги одземеме, да не ги правиме, сигурно од тој аспект. Сакавте равномерно насекаде да инвестирате, да не ова што го спомнавте, да се цепка на фази, предпоставам дека сакавте и во ова населено место и во Валандово и таму. Не, одреден проект можеби за да биде реализиран многу подобро, многу пософистицирано и се, мораше да се откажеме од одредени работи за да се усогласиме финансиски. Да. Потребата од зајакнување на капацитетите на комуналното предпријатие. Ова го поставам како прашање, имајќи во преди дека не од последните емисии некако не бевте задоволен од функционирањето. Сега ако ве прашам? Па мислам дека се подобрува. И сметам дека заедно и локалната самоуправа и комуналното предпријатие се најбитните чинители за локалното население. И во дневната комуникација, и во дневното решавање на мал милион ситни проблеми. Општина Валандово, јавното комунално предпријатие, наредниот период, а мислам дека изминатите 5-6 месеци, активно работи да се подобри комуналната инфраструктура и услуги. Пред се и, како да кажам, технички потенцијалот на комуналното предпријатие да биде подобрено, така да очекувам позитивни работи и од самото предпријатие и наредниот период. Добивме еден грант, не знам тоа дали сум ви го рекол на вас, од Јапонска амбасада, Паѓа Рово Копач, кој што го доби нашето комунално предпријатие. Се надевам дека до крајот на годината ќе успееме да ги набавиме дополнителни 50 контейнери, бидејќи донесовме, односно Советот на општина Валандово донесе одлука за превземање на одредени ингеренции по населени места кои што се уште не се превземени. Предпоставам во организирање собирање на отпадот. Да. Апсолутно. Во кои населени места ваква одлука има донесена Советот и дали... Тоа се однесува во последниот случај за Удово, а минатата година бојмиските населени места, кои што сега ги зборувавме, како Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште, целосно ингеренциите се веќе под комуналното предпријатие. Со водоснабдувањето ќе останат проблемите само во населените места Пирава и Удова. Значи, зборувам со таа услуга. Не сметам дека ќе завршат оние политички манипулации кои што одредени поединци сакаат да ги прават во Валандово и нема да го представуваат комуналното предпријатие како некој плашило. Едноставно јас сметам дека сите ние заедно, мислам знам дека и тука има такви проблеми, нели, насекаде во државата има такви проблеми, но јас сум поборник на тоа дека ние мораме да фатиме костот чекор апсолутно со модерниот и цивилизиран свет, не смееме да заостануваме. Сметам дека има потенцијал, дека сме паметни и не треба да се занимаваме со некои теми кои што се векови наназад, кои што треба да ги оставиме, туку треба да мислиме многу по-прогресивно. Така да, оптимистум и за Валандово, ете во склоп и за комуналното предпријатие, и за Валандово, а и на државно ниво, дека ќе се движиме наредниот период во позитивна насока. Ќе се вратам повторно на комуналното. Пред малку рековте дека поборник сте за една здрава, чиста животна средина. Дали сите населени места ви се опфатени со организирано собирање на отпадот? Дали по населените места собствени средства? Тоа ви го реков сега. Говорете, со собствени средства обезбедите корпа за отпадок за секој домаќинство. Делот од тие ги обезбедува и јавното комунално предпријатие. Сега, комуналното предпријатие на општина Валандово во секој случај. Апсолутно, ете од тој поглед не сте добиле грант. Сакате да кажете дека комунална хигиена, ако не се лажам. Комунален сервис. Комунален сервис, простете, комунален сервис генерира приходи, па набавува корпи за отпадоци без да го финансирате вие? Не набавуваме и ние. За сите за секое домаќинство во бојмиските населени места, односно села, ние набавивме како локална самоуправа канта за отпадоци.
Затоа сега ви реков дека за населеното место Удово треба да набавиме нови контейнери, за да започне и таму организирано. Тоа беше последното населено место во кое што не го правиме тоа, е од поголемите. А во останатите секаде имате организирано собирање? Но проблемот со управувањето со отпадот е сметам национален и дека ни треба една национална стратегија, бидејќи ми се допаѓа тоа што ете и меѓународните институции пред се Европската унија изминатата година ја наметна таа како водечка тема, односно темата за почиста и поздрава животна средина. Доколку ние постигнеме ниво да имаме чиста и здрава животна средина и да се однесуваме коректно со тоа, тогаш ќе бидам сигурен дека се движиме на правиот пат. Пред се како менталитет. Апсолутно. Поради тоа што сега да излеземе ние од студиото надвор, ќе видиме многу несовесност. И многу диви депони, и мали, поголеми, по населените места ситуацијата е лоша. Ова го постави прашање бидејќи секако дека иницијална каписла е организираното собирање на отпадот по населените места и овозможување на услови за транспортирање на отпадот. Територијалната противпожарна единица. Каков е капацитетот, каква е соработката со... Па сметам дека е фантастична. И сметам дека... Дали таму како прв човек не се залагате за подобрување на капацитетите и техничката опременост на... Се залагам. Се залагам. И наредниот период сметам дека ќе биде, како да кажам, технички многу подобрено. Но од човечкиот потенцијал таму сум незадоволен. Презадоволен. Незадоволен. Презадоволен, простете. Не сакав да прашам за тоа. Значи, најавувате дека таму ќе има опрема ново дополнителна? Апсолутно. Или се уште останувате на оној став додека не се осигурам, не можам да ветам? Апсолутно. Благодарам. Кои се плановите на Костадинов со оглед дека времето не гази за идната година? Иако вие ми рековте дека додека не се осигурам, но сепак јавноста сака да знае. Не. Не би кажал, ви реков дека постојат одредени големи работи и големи проекти кои што не сум спремен да ги... Добро, еве на прашањето кога ќе биде набавена таа опрема? Еве сега јас ќе ви кажам кои се моите планови, значи јас сум прилично конкретен. Да. Во наредниот период, општина Валандово, на територијата на општина Валандово ќе се реализира следново. Ќе кажам и што ќе се реализира и наредната година од тоа што сум... Проекци предпоставам имате. Апсолутно. Пошто веќе започнуваме во фаза на изработка на буџетот за 2020 2020 октомври е тука кој што морате да финансии. Значи, цела 2020 година главниот фокус ќе биде на Јужно-Вардарска долина, каде што на голем дел од нашата територија ќе се имплементира системот Јужен Вардар. Општина Валандово ќе започне уште во текот на оваа година со преку проектите кои што ги доби преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, патот Горна Мала, поврзување на Горна Мала со регионалниот пат, во населеното место Удово преку истиот грант, преку истата агенција, преку грант го работиме тоа. До март месец следната година треба да биде завршено уредувањето на патеката за ќе го работиме канализациониот систем во Раброво. Се надевам системот за водоснабдување во населеното место Калково. Една од поголемите улици во населеното место Чалакли. Детската градинка во Јосифово. Нови две улици во Јосифово. Улица во Балинци, која што треба да ја работиме. Една улица во Брајковци, значи сакам да ви кажам дека се знаеме што наредниот период треба да следи. Сообраќајното решение на индустријската зона во Раброво веќе е завршена таму постапката, добивме дел ќе го финансираме ние, дел ќе оди преку средства од Бирото за регионален развој, односно преку локална самоуправа. Наредниот период треба да биде завршена, значи реконструкцијата на централната градинка во Валандово. Во Пирава ќе ставиме целосен фокус на изработка на две нови училници за наставата да се одвива во една смена, а не во две, и ќе започнеме со најавената и долго очекувана реконструкција на фудбалското игралиште во
инспирава и не знам, сигурно има уште Така, некои работи. само за крај не го спомнав, ми ако не е под ваша ингеренција, мислам, сепак имате Во Валандово се селиме во централното градско подрачје. Како ќе изгледа Валандовскиот плоштад и центар, ќе кажат исклучиво Валандовчани, ги некако локална самоуправа ќе им дадеме шанса на сите млади архитекти од Валандово да го дадат идејно решение како би требало да изгледа Апсолутно, плоштадот така. на Валандово. Реков само за крај и Кусо, навистина немам информација, но нешто се случува со јавниот здравствен дом во Епа и таму се Валандово имплементира и проект прекограничен, ако не се преку лажам, што европските како услуга фондови, така да ете, и на здравниот дом работи на еден нов начин, ќе се имплементираат работи кои што значат подобрување на здравствената заштита и услови и за здравствените работници, но исто така и за пациентите, така да се надевам дека и таму ќе биде се добро. Благодарам градоначалниче што бевте дел од емисијата Визави. Се надевам дека она што го ветивте, мислам рековте за идната година како проекти ќе бидат реализирани, пак имаме можност и причини и повод повторно да се видиме овде во студиото на Канал Ис. Ви благодарам и вас во секое време. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следавте. Перо Костадинов беше гостин во емисијата Визави на програмата на Канал Ис. Пријатно.